Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Наша драга и мила Македонија, добро утро, вие сте на Радио 2, не гледате и во живо во моментов на македонската радио телевизија и на Facebook и на Инстаграм. Денеска се разбудивме во вторник, 14 јули. Уште едно прекрасно утро, сончево, топло е пред нас. Студено на почеток. Студено, да, беше свежо. 18 степени, да, кога доаѓав кон работното место, сега треба да температурата барем за неколку степени повисока, да, 21 е 18 беше доста студено кога доаѓавме кон работното место. 195 ден денес во годината. Многу наскоро доаѓаме до 200. Да. И додека се разладуваме со првото утринско кафе, се размрдуваме, си доаѓаме на себе, би рекла, веќе сме длабоко навлезени во срцето на летото. Математиката вели ова е 24-тиот ден од летото. Ваня космичките тркала некако имам чувство дека не запираат, тоа си тече. Од летната долгоденица до денес денот во Македонија веќе се скратил за точно 20 минути. Тоа значи дека сонцето ни изгрева малку подоцна и заоѓа малку порано, па токму затоа ќе ве поканам да уживате во секој сончев момент во денешниот ден. Па навистина од стартот на летото до сега цели 20 минути за само 2 недели, 2-3 недели, мајко моја. Тоа е многу брзо. 14 јули низ историјата е ден и на за кршење на старите правила и раѓање на нови епохи. На денешен ден 1789 година се случил еден од најважните настани во човековата историја, падот на Бастилја во Париз. Овој настан го означува почетокот на познатата француска револуција, кој на светот му ги носи зборовите слобода, еднаквост и братство. Да, денеска овој ден се слави како национален празник на Франција со спектакуларни паради и со огномет. Ќе биде забавно во Франција, ќе биде забавно и утрово заедно со нас, а за љубителите на вселената и модерната наука на денешен ден во 2015 година вселенското летало на НАСА Нови хоризонти испиша уште една историја по патување долго речиси 9,5 години и поминати милиарди километри. Леталото извршило историско прво приближување до далечниот и мистериозен Плутон. Праќајќи ги првите детални фотографии во боја од оваа џуџаста планета, значи 14 јули на вистина од секогаш бил ден за поместување на границите. Да, затоа и убаво нели го дефиниравме кршење на стари правила, раѓање на нови епохи, а ако се вратиме низ историјата, ова беа два интересни и значајни настани за денешен ден, а ако пак погледнеме низ светот, календарот на неофицијални светски денови денеска е вистинско лудило, го погледна? Го погледнав нешто зирнав, ама не можам со точност да се сетам. Вака, сега денеска се одбележува светскиот ден на шимпанзата. Тоа е првиот ден што го одбележуваме денеска на сите шимпанза во нивниот свет, ќе им кажеме среќен роден ден. Фала многу. Фала. Шимпанза, леле, јас така прават шимпанзата, никогаш не сум видел шимпанза. Не знам на децава кога им објаснувам за мемончињата така прават. Добро, но во исто време денеска е и светски ден за подигање на свеста за ајкулите. Тие фасцинантни суштества кои ги населуваат океаните веќе 400 милиони години, што значи дека преживеале дури 4 масовни изумирања на планетата, ги надживеале и диносаурусите. Како мала, како викаше за диносаурус? Диносасурус викаш. За диносаурус, баш ти го кажував диносаурус, ама за октопод велев душа вади. Има многу пипци, може, нели Том и Џери им ја вадеше, ги давеше и душа вади. Добро. Да, имаме такви симпатични изреки и имиња на животните или растенијата како мали, но официјално мој омилен е денешниот ден, празник, меѓународниот ден на хаосот. Тоа значи дека денешниот ден е посветен на хаотичната природа во животот. Психолозите велат дека денес е денот кога треба да се откажеме од сите строги планови, да го прифатиме нередот околу нас и едноставно да дозволиме работите да си течат сами по себе. Ако утрово ви се истори кафе, ви се заплеткаат каблите. Како најде да го кажеш тоа додека земав голтка кафе? Не беше ова планирано. Добро. Да ви се истори кафето или да ви се заплеткаат каблите или не знамете да се подзастркнете. Не се нервирате, денес е денот на хаосот и легално и глобално се слави. Психологијата на вторникот
И утринскиот старт што ни вели? Ни вели дека совршен ден е за утрински шпиц во Македонија, како да се изменаџира овој хаос до работното место, со оглед на тоа дека е вторник. Ајде да видиме што вели статистиката. Па вели дека вторник е всушност најпродуктивниот ден во целата работна недела. Неколку пати го имам слушнато и претходно. Понеделникот ни доаѓа како шок. По поминатиот викенд мозокот сваќа дека работата мора да се заврши, па затоа дури со малку креативен хаос околу нас, денес е денот кога конечно и ги покажуваме своите најдобри резултати. Токму така, без разлика дали во моментов впливате низ сообраќајниот хаос како ајкула, дали се нервирате во канцеларија или едноставно уживате во денот со првото утринско кафе, останете со Радио 2, останете со звук што се гледа. Секој утро имам проблем, Зорка не доаѓа со кафе во студио и пие половина од моето кафе. А знаеш ли, ти помагам. кога некој ќе си направи вистинска мерка на кафе, колку тоа емотивно лошо ти делува благодарам на... што немаш Джабе зборувам. опција да реагираш. Добро утро, докато го Скопје. пијам. Добро утро, Македонија. Време за музика. 7 часа 36 минути. Направивме едно убаво резиме за тоа што не носи денешниот ден. Пловевме низ историјата. Есма и Кирил Джајковски ќе не раздрмаат и ќе не раздвижат на почеток. Одличен избор имаш направено во утро. Уживајте. Добро утро. Звук што се гледа, не гледате и во живо на македонската телевизија, Facebook и Instagram. If you love this, you one. It's a style and pattern. I say, raise up your hand. Love this, you one. Style and pattern. I say, raise up your hand. Love this, you one. Style and pattern. See. As you lift up your hand and your foot, you don't give a damn if persons a look. Cause you rock and you dip and you wine and go down. Cause this is the beat and the talk and the tongue. Wind up your hip and down by the side. Raise up your head and look to the sky. Cause this is the beat that hot on the street. The sound of the bulk and the sound of the street. I say, raise up your hand. Love this your one. Style and pattern. I say, raise up your hand. Love this your one. Style and pattern. Dance on the Balkan streets. Say the music so hot, say the weather so sweet. Sweet, sweet, this beat on me life. Check for the music each day and night. Car ready, me ready, better hold on steady. Master on the mix, say it trash and ready. Ready, me ready, better hold on steady. This like Kirill and the tweet, say we trash and ready. I say, raise up your hand. Love this your one. Style and pattern. I say, raise up your hand. Love this your one. Style and pattern. Sarinen amen sarkeler akalanevo kiti tu menginaver usten sarinen amen sarkeler akalanevo kiti tu menginaver usten sarinen amen sarkeler akalanevo kiti tu menginaver usten sarinen amen sarkeler akalanevo kiti tu menginaver. Style and pattern. I say, raise up your hand. Love this your one. Style and pattern. I say, raise up your hand. Love this your one. Style and pattern. I say, raise up your hand. Love this your one. Style and pattern. See. Може песната уште еднаш? Уште 2-3 пати. Уште 2-3 Баш пати. ми се совпаѓа некако со утринската енергија и се надевам дека ве погодивме музички и вас. Му благодариме на Ване вчера креативно се потсети новаа песна и еве ова утро ден размрде баш како што треба. Еве вака објавив јас истории, ќе видиме малку Дали подоцна конечно- што се случува. Истото ми се случува секоја сабајле. Ајде нека оди вака. Супер сме. Ете вака, нема врска. Време за нашиот метеотрафик преглед, клучниот утрински води за сите вас кои што во моментов сте зад волан
станот или се подготвувате да излезете од дома. Вторник наутро е, шпицот во Скопје веќе си го прави своето. Па да, кади да. Интересен момент е што дури од 6 наутро знае да биде гужва, што порано и не се случило. Каде се брзат толку рано наутро, навистина не знам, ми е мистерија. Што велат главните артерии низ градот? Па морам да ти кажам дека доколку овој момент се влегува во Скопје или некој влегува во Скопје од источната страна, кај кучката Чинто и Маџер, барем така гледам, веќе има сериозен застој, бидете трпеливи. Исто така колони возила и бавно движење имам и на булеварот Киро Глигоров во правец кон Автокоманда, да, како и на Илинденска во правец кон центарот, така што бидете внимателни и трпеливи, возете внимателно. На државните патишта немаме големи гужви утрово, имаме поголем интензитет на сообраќај, стандардно за овие летни денови, а како е на граница на Богородица, на Дојран, на Меджитлија, Радио 2 МРТ сме на Facebook. Так. Знаеш што се радувам, гледам еден куп од Битола на TikTok видеа, не знам дали ги виде. Сега голем дел од луѓето од север, на пример од Србија, Хрватска, што одат на ке Грција, на ке Крф и слично поминуваат преку Битола и сега ја откриваат Битола и какви TikTok видеа прават убави, да. Сигурно да воодушевени сте додека стасаат до Битола сега со сегашни русли таму. Некои авантури не се забораваат. Дојдеш во градот, забораваш се и навистина вреди. Време, какво е времето ме прашуваш или? Да видиме какво е. 21 има се уште. 21 степен, буквално очекувајте во текот на денот да се покачи температурата. Оно што особено ме радува е дека постепено искачување на температурата имаме во текот на оваа недела. Највисоката 38 ја очекуваме во сабота, односно во недела, така што мислам дека поубави услови за утринско будење и совршено утринско кафе не сме имале одамна. Останете со нас, ние на фреквенцијата продолжуваме на овие фреквенции на Радио 2 и секако на македонската телевизија на Facebook или Instagram продолжуваме по краткиот джингл. Седоме и 42, колку е во животот кога пиеш рано наутро кафе? А кога заедно не пиеш, со твоите не блиски знам. луѓе. Кога пиев јас од Савале, само што не се гледам. Како што ветивме на почеток, време е да ги споделиме најубавите утрински моменти кои ни ги испраќате додека се пиете кафе и додека се будите со Радио 2, бидејќи слуганот звук што се гледа во моментов сјае, во полн сјај и широм Македонија. За вас кои што можете да дојдете и до зградата на МРТ, ваква шолја звук што се гледа ќе се добиете за фотките што ни ги испраќате. Така, редовно објавуваме име и презиме долу и чашка на ваше име и презиме, не мора да е лично, може некој ваш познат да ја подигне, но ви благодариме што сте секогаш креативни кога се фотографиите во прашање. Еве првата фотографија, гледате чиста уживанција, рано по Сабале во кревет, некој си го почнува денот максимално опуштено, топло кафенце, удобно сместен под јорганчето и нашиот препознатлив утрински бренд на екранот од лаптопот. Точно е 7 часот и 34 минути таму, додека надвор изгрева сонце на фреквенција со нас. Епа вака се почнува продуктивен вторник со стил и со мерка. Апсолутно, но чекај да ја видиш и втората фотка, веќе ми е подготвена. Ова е ретро пето. Ова е веќе следно повисоко ниво на лојалност. Така е, да. Нашата емисија оди во живо на македонска телевизија, еве ни го екранот. Часовникот покажува 7:53, а во преден план специјална брендирана шолја на која пишува ретро петок. Ретро петок, да. И ова се вика вистински колекционер на добри утрински навики. Па сега и плюс една шолја звук што се гледа, баш убава Ке ги имате колекција. сите, да. Па ние да правиме секоја сезона различни емисии, различни И да имиња и видиме различни чива, шолји. да видиме од која сезона добил чаша. Види, тоа не е лошо, но е така, не знам колку практично. Токму поради ваквите креативни топли кадри, решивме дополнително да ви израдуваме, нели, на сите кои што ни испраќате фотографии, не заборавајте дека може да си подигнете шолјичка одовде, па може ќе се видиме. Ете така, кога веќе ги споменавме социјалните медиуми, да провериме што ни се пишува таму. Силвана, добро утро. А Николоска, еден профил вели прекрасни сте. Сите ни пишуваат Благодариме. утрово кои што пиете и кафе со нас. Баш ме радува тоа. Баш ги чувствувам како да се на другата страна од масата. Се надевам дека и вие така блиско не чувствувате нас. Време е за музика, ако не се лажам. И ова е мој избор. Да, повторно нешто кое што ќе ви се допадне, повторно нешто кое што знаеме заедно да го запееме и нешто кое што ќе ве размрда. Добро ви утро. Многу ми се допаѓа оваа песна од Макфест. И мене ми се допаѓа. А морам многу да ми се кажам. допаѓа. Преубава. Ајде да ја слушнеме цела. Rani me, no ne mi brani, jaz da ljubam ne, to naš volagi, bare naš priznaj se, solza na obraz kako
Нешто има меѓу нас, дури бараш спас. Веќе немам тука глас, тука стоиш пак. Ликот следен као мраз, дури гледаш како одам, а за се сум крив баш јас. Кој од нас ки ни суди, а ти кажи ми вреди ли што ме губиш? Оваа душа ранета што ти ја уби, дури те оставам во раце други. Дали нокила на постела е пак, веќе до мене не си, а ми фалиш во целиот мрак. Кажи дали друг те љуби сега место јас, и дали на негови гради заспиваш. Сто пати рани ме, но не ми брани, јас да љубам не. Тонеш во лаги, бар еднаш признај се, солза на образ како плав сафире. Сто пати рани ме, но не ми брани, јас да љубам не. Тонеш во лаги, бар еднаш признај се, солза на образ како плав сафире. Крај, добро гледам дека крај е правец. Лутам, а немам каде надеж. Ти ја зимаш цела надеж. Крадеш, да подел од мене крадеш. Кој од нас ки ни суди, а ти кажи ми вреди ли што ме губиш? Оваа душа ранета што ти ја уби, дури те оставам во раце други. Дали нокила на постела е пак, веќе до мене не си, а ми фалиш во целиот мрак. Кажи дали друг те љуби сега место јас, и дали на негови гради заспиваш. Сто пати рани ме, но не ми брани, јас да љубам не. Тонеш во лаги, бар еднаш признај се, солза на образ како плав сафире. Таско и Малена со Сафир ги слушнавме на Радио 2 и ги погледнавме на македонската телевизија, на Facebook и на Instagram. Во продолжение еден многу пријатен разговор при крајот ова издание на Звук што се гледа, но и многу убав кој што ќе не направи сите горди. Вака ќе кажам во најавата, ова не е само оркестар, ова е срцето на Македонија која чука во 7-осмински ритм. Еве зошто жири во Њујорк едногласно реши дека средношколци од Македонија, поточно од гимназијата Орце Николов, се најдобри во светот. Гледајте, слушајте и подгответе се за едно убаво гостување и интервју со момчето Марко Баловски, кое што е дел од овој оркестар. Се враќаме за некоја секунда, прво да слушнете едни убави звуци. Јас само ти кажам, нема никаква горца и нема никакви подобар од горца. Ете така, утрово во брзи прашања, брзи одговори, имаме повод кој не прави бескрајно горди, но и тема која бара итна реакција од целата јавност. 20 на средношколци, ученици од оркестарот на гимназијата Орце Николов го освоја првото место на престижниот меѓународен натпревар во Њујорк. Замислете, во само 2 години постоење, овие млади генијалци одржаа 4 големи концерти, а сега добија покана за 2 концерти во срцето на Менхетен, каде треба да ја промовираат македонската народна музика низ автентични аранжмани. Но за да одлетаат преку океанот во септември им треба наша поддршка за да ги покријат трошоците за патувањето. Точно така. Добро кажав. Со мене во студиото е човекот кој стои за оваа прекрасна приказна, заедно со сите негови соученици, другари и другарки. Нивниот шеф диригент Марко Баловски. Марко, добре ни дојде на Радио 2. Ке ги замолам само колегите од режија, дали може тонот да ни го исклучите одгоре, да можеме да се концентрираме тука. Ете, благодарам Марко, добро утро и добре ни дојде. Добро утро, Ване, добро те најдов. Ти благодарам за стручната и прекрасната најава. Се кажавме, се опфативме за да ги задржиме слушателите да знаат што ќе му абетиме, дека навистина е добар разговор, подготвен си за нашиот препознатлив блиц рафал муабет.
спремен. Спремен. Со 3 зборови, какво беше чувството кога стигна официјална потврда дека средношколци од Скопје го покорија престижниот меѓународен натпревар? Шокантно, неочекувано и многу среќна. Како реагира твоите соученици, твоите другари и другарки во моментот кога им соопшти дека следната дестинација за нивните инструменти може да биде Њу Јорк? Па искрено ти кажам, најинтересното од се беше што јас сосема изумив да им споделам од таа возбуда. Ти само си дозна и да, си зачуваше за себе тоа. Убаво. Да, си легнав јас на брашното и сите почна најнаш да ми звонат. Во 10 сат, јас вечером викам што се случува сега, каде гори. Аха. Кога отвараме се воат, победници сме во Њу Јорк, викам леле, како за пореда да ви кажам. Мислам, Значи, они дознале од други, од медиуми, предпоставам. Да, и цела школа така дигна фама и едноставно сите бевме вау. Додека врсниците ваши вообичаено заглавуваат на социјални мрежи, вие со часови, верувам, вежбате традиционални тактови. Што е тоа што толку силно ве спои како тинеџери со корените на нашиот мелос? Пред се мислам дека енергијата која што имаме генерално во Орце, но и ние како група, е тоа што нас не држи вака цело време сплотени да работиме и таа мотивација да се станува од 9 часот наутро секоја сабота не е од нигде никаде. Така. Во време кога модерната и комерцијална музика доминира секаде, како успеа да ги убедиш средношколците дека македонската традиционална музика е всушност кул, мокна и вредна за светска сцена? Беше тешко, можам тоа да го кажам, но ако се сака, се може едноставно, кога ќе се долови тоа на некој посебен начин, на наша возраст, на интересен начин, преку интересни аранжмани, нема никаков проблем во тоа. А колку е тешко и забавно да се диригира со 20 тинеџери во тие фамозни и комплицирани македонски ритми? Колку и да изгледа забавно од позади од страната на публиката, малку, така? апсолутно дека е потребно многу големо ниво на концентрација, енергија за сето тоа да изгледа маестрално. Некому изгледа како некои движења со раката, но тоа е всушност огромна енергија и емоции кои што се искажуваат на таа сцена. Трета година си ти, така? Имаш колку? 16 години? 18. 18. Малку се Чекай, добро, подвалила. малку со јас добро не имавме некои таму други класови години и слично. Има ли поголема емоција за еден диригент од тоа да гледа како ете твоите врсници наместо во кафуле со огромна страст и цела душа ја свират македонската традиција на пробит? Што мислиш насмеа Зорка за прашање во што ако му реков 16 години го подмладив? Апсолутно дека не. Дури е зачудувачки, јас добивам многу прашања како успеваш, па и ти ме праша. Се знае на наша возраст кои се, да кажам, актуелни работи кои што ги правиме ние тинеџерите, но да се остане во училиште и вон часовите е нешто што може да се прави само доколку се сака. Што е она што автентичните аранжмани кои ти ги подготви го имаат, а што го купи меѓународното жири на надпреварот? Меѓународното жири го купи дефинитивно нерамноделниот ритам. Нас аплициравме со песната Ој ти момче Охригјанче како што ја слушнавте, комбинацијата од мелос, апсолутно кавалот. Така. Како успеавте за само 2 години постоење да изградите оркестар кој за себе има 4 големи концерти и светско признание? Во краток одговор, многу часови, многу ноќи не преспани. Многу вежбање, така? Многу вежбање и многу давање жртва, апсолутно. Кога ќе застанат во Њу Јорк пред странска публика со сиот тој средношколски ентузијазм, што мислиш, дали американците ќе ја разберат македонската тага и радосни с инструментите на твоите врсници и другари? Јас се надевам дека ќе ја разберат, затоа ќе се погрижиме ние најдобро и најчисто да им ја доловиме. Апсолутно, но дефинитивно чувството, односно македонската радост и тага, ние можеме најмногу да ја споделиме. Македонски мелос во срцето на Менхетен. Кој инструмент од оркестарот мислиш дека најмногу ќе ги потопи и фасцинира американците на двата концерти? Без размислување нашиот Дојди, национален Зорица. инструмент, кавалот. Дојди, Зорица, види, јас се препотив, те молам, помогни ми од 11-то прашање, превземи малку, не знам зашто, така топло ми е денеска. Повели, седни на местото. Ајде, 2 на 1 малце. Пострашна сум јас. Да, веројатно. Што е во моментов потешка за тебе? Да се подготви совршен уметнички аранжман или да се затвори финансиската конструкција за да ги однесеш сите другари во Соединетите Американски држави? Без размислување, да. Без размислување да се затвори финансиската конструкција, затоа што музиката, аранжирањето е нешто што доаѓа токму од внатре, без размислување, тоа е наплив на чувства и емоции, додека пак ова другото е повеќе нечија друга струка, нели бирократија, бројки, пресметки, барање спонзорство, но сепак без разлика на тоа што ние, да кажам, не уживаме во тоа, знаеме дека тоа е
дел од патот и тоа го правиме. Апсолутно, но не заборавајте и да уживате во целиот процес, затоа што тоа е Апсолутно. најважно. Институциите, компаниите, банките и менаџерите во моментов ве слушаат во утрински шпиц. Која е твојата најдиректна порака до нив? Зошто едноставно мораат да инвестираат во овие млади амбасадори, во вас? Така, мора да разбере дека ова не е само едно обично патување, ова е директна инвестиција во Македонија пред се, представување на нашата држава, представување на нашиот фолклор, на нашата историја. Така што јас повторно ќе кажам, апелирам секако со нивна помош да се докаже, да се покаже дека и Македонија има луѓе и млади таленти кои што може да ја репрезентираат и на светско ниво. Јас сум сигурна во тоа. Кога ќе ги погледнаш во очи во Њујорк пред да ја кренеш диригентската палка, дали во нив гледаш твои соученици или гледаш идни вистински чувари на македонскиот културен идентитет? Додека да ја дигнам гледам мои ученици, кога ќе ја дигнам веќе гледам по инаква слика, да, и уште пред да почне настапот јас знам дека енергијата која што ќе ја има додека ние свириме ќе биде нешто што не може никој да го опише со зборови. Так, те слушав и оттаму и сега еве го завршувам интервјуто. Ти благодарам во утро што беше дел од утринската звук што се гледа. Ви посакуваме многу успех, дека ќе стигнете до целта и се надевам, не се надевам, сигурна сум дека оттаму ќе гледаме видеа кои што навистина ќе на направат горди, а вие да си поминете пред се убаво. Така, ви благодарам и на вас за поканата и се надевам дека ќе се видиме повторно со впечатоците од Њујорк. Дај Боже, така ќе биде. Кратко би сакала едно джинглче, чисто колку да ги промениме местата, а потоа се враќаме повторно назад. Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Те благодарам, Зорка, тоа се слушалки, случува. Па се со случува. слушалки сега, да. Вторникот навистина знае да не направи креативни и да ни донесе се на кое што можеби ни се допаѓа или не ни се допаѓа, ама чисто како притиск да видиме дали можеме да го препознаеме и да го собориме истиот, па одлично поминат. Јас се надевам дека вторникот навистина ќе ви донесе многу позитивна енергија, а каква енергија им донесе на нашите колеги? Па се надевам дека убава кога ќе не видат нас и Драги и Симона, нема шанси да не се насмеат. Драги Симона. Само да кажеме, само кратко, благодарам на слушателите на Радио 2. Зорка и Тик-так продолжуваат по 8 часот, од 10 часот со мене се слушаат во ритамот на денот се до 13:00. Толку од нас во овие први 30 минути на Радио 2. Благодариме колеги и за одјавата, меѓутоа и тоа што најавив така да може да ве најдат слушателите. Она што можеби ние се кајаме што немаме толку време во утринските часови со внимание да ги следиме колегите Зорка и Ване, но ќе најдеме време. Ние ја чекаме таа пауза да се расониме малку повеќе, се разбира да ги стуркаме и преостанатите 2 часа од Македонија наутро кои ни предстојат. Она што ни предстои се најновите информации до овој момент односно вестите во 8 часот со колешката Гордана Ѓорчева, значи која веќе се подготвува да води низ најновите вести. И тоа мислам дека повторно се мечуваме со аутфитите, односно обличени сме многу слично. Веројатно си ја инспирирал. Ја гледате Гордана за кратко, а со нас се гледате по 8 часот и 10 минути. Останете на МТВ.